Петровски, нешто неверојатно ми се деси. Санувала сам бродче. Ама помало од Пелагос. Добро. Како се љулја, несигурно, веројатно пред буру. Љулја се не у Егејско море, љулја се у криву реку на Шукумановску. Вешто ги избегнуе машине за прање и светек наш. У njega седив еден стар даскал, Јаков Димитров, негде по потекло мисло од Костурско-Егејска Македонија. Он се труди да му прочита некој манифест на онога у инвалидски количка дедо Ноартје, бонапартист од гроф Монте Кристо. Тако е. А измеѓу њима стои, нема да веруеш, од Ги де Мопасан од новелу Огрлица, онај Шнајдерка што још увек ги исплаќа кредити да го исплати лажну Огрлицу. Све ми се чини дека имаше и диџеј, импровизиран, у бродче, могуќе да беше од Борнов идентитет, Мет Деймон. Не ми се допадна, и у сон беше свесна, знаеш, оно полусвест. Добро. Не ми се допадна што диџеј го засвири у еден момент Максим Димитриевски. Беше неверојатен сон. Ја могуќе да сам била како Марија, која го тражи своју загубену љубав. Па те викна Петровски у подкастрување да те прашам зашто ја не се осеќам како Марија? Дали е могуќе, не само у сон, него и у јаве, дека нема више Андоновци у Македонија? Нема. Дефинитивно нема. И еден од мотиви е да се подсетимо какви су биле. Значи, у најмалу руку, како јас замишлям дека су биле, а мислам дека тој што го замишлям го базирам на доста истражувања, пошто јас сум заљубеник у македонска историја. И ја го напишав овој офанзивен роман, ова е офанзивна содржина, о контрер на наше пасивно и кротко однесување и повлечување пред сви и свакога и за било што. Пади ту. Ете така. Тако е да книжевна инспирација, да, гроф Монте Кристо, убави времења, големи љубави, голема европска сцена и така дале. Меѓутоа, сместено на наш терен. А ми го доживуваме Солун како наш. Како трговски центар се го доживуваме, Космос или Салоника One. Они га познавав, Андон и Марија га познавав Солун како нино место, како ми Куманово, сак што го осеќам. Значи, они не знаев ни за границе, они не знаев дека Македонија ќе биде поделена, они су млади луѓе кои што уживав у чамац на море. И не знам дали да издадемо јоште од содржина. Ќе издадемо. Спойлери ќе направиме. Ќе издадемо, ќе направиме спойлери. Затоа сум специјалист. Колку идеја ме интересира, колку Едмонд Дантес од гроф Монте Кристо личи на војводу од Барбаросо или војвода Барбароса. Многу, али војвода наш од Барбароса е аутентичен. Значи, остров на кој што га ја смести, постои замак, кој што е од некога војвода од Барбаросо. Тој е бил некој турски морепловац. Значи, ја кад го пишува книга, ја сам правија темелни истражувања географски на Google Maps. Све што е сместено е прецизно и е тачно. Значи, не е импровизирано. Што е импровизирано, останува за читатели, бидејќи тоа е роман и јас сакам они да уживав. Јас сакам да понуду едну слику која што е различна од ова што го гледаме свак ден, сиво обкружење. И ја лично мислам дека зборови, како и ноте, како и звуци и вибрација, помагав да се наштима една критичка моќ на размислување. Колку ќе успеа, ја не знам. Можеш ти да ми кажеш како си го доживеала? Ако држимо до тој што слушам од луѓе што су го прочитале, веројатно и ти сам, онда ако може да се стварно помиришне мирис на море,
Док ти си постигнаја не фикцију. Овој не е фикција. Овој за мене не е фикција. Да. Малце се мислиш дека тоа е комплимент? Да? Па ја мислам дека да. Да. Затоа што луѓе ми викав осеќамо го мирис на Солун. Осеќамо ги зачини. И за мене е тој, значи, јасен сигнал дека зборови су го постигнале импулс у мозак кој што го постигнуев и мириси, и звуци и така дај. Па повише се сеќамо на некои мириси, тачно. Што викаш на вибрација, на некои. Али овие зборовите вржев со мириси, значи конекција идеална. Барем ја тако мислу, немам зашто да не ги веруј кад ми викав дека тако го доживував книгу. Дозволи ми да се разочарам од загубено љубов на Марио и да се вратиме на почеток на разговор. Стварно е загубено. Познавајки твоју книгу која ги обработуе многу савремени проблеми на тинејџери. Тако е. Ондак за мене, читајки го книгу, преовладуе прашање, затоа што веројатно и сама имам тинејџера, можда и ради тој. Зашто данашни тинејџери не знаев што е тој кауза? Значи, ми немамо андоновци. Нема. Дали треба да бидемо и на кој начин у потрагу по андоновци? Или зашто су го млади изгубиле каузу, појам за каузу? Ја ти гарантирам дека сега, у овој момент или после подкаст, да искочимо, не мора у центар на Куманово, у било кој, да направиме едну анкету кратку, прашувајќи го омладину, дали знаете што е тој кауза? Никако дефиниција они не би га знале. Зашто Петровски? Зашто? Затоа што образован систем е дизајниран да нема нови андоновци. За мене свакако истината прича на Ќосето била огромна инспирација. Јас сам читаја за njega, он е бија многу опасен човек, он е бија посветен на организација и у монографију за njega што е објавена у серијал Македонски дејци, он у своји спомени, значи тоа се спомени преведени, приредени и прв пат објавени на македонски. Он вика, жал ми е што не успеа, значи да покажу на белу кулу да го видам македонско знаме развиорено. Значи они су имале, за нима е било најнормално чувство у njeni животи дека Солун и Бела кула су у Македонија, дека Солун е главен град на Македонија. Впрочем, и ВМРО е формирано у Солун, грци су го срушиле куќу за да нема трага. Јас сега ги враќам на грци. Овојата е офанзивен роман. Мене ме грци вадив на границу свакој ден у Грчко, па и многу поретко иду. Не ми објаснував зашто битно извадив. Ако идеш у Лидл од СК, ке си доваѓаш у Куманово, ке има Лидл, не треба да идеш уопште тамо. У Икеу и у Лидл. Бела кула, бела палата. Ете тако е. Значи све ни е туја. Значи што е разлика? Све ни е туја. Па значи идејата ми е тој, направено е послушно стадо. Наша омладина не се едуцира кои су биле овие луѓе. Ја намерно сам ги споија Ќосето и Чакаларов у нели заплет, за да ги оддаду и на еднога и на другога мој почит и едноставно да ги опишеш еден пуда назад у историску перспективу. Рецимо Чакаларов е бија невероватен лик. Он се борија, глава му исечена 913, грци су го шатале главу по села, македонски су викале нема га Чакаларов, нема го Македонија. Стварно ли е завршил у Малу Азија у затвор? Не. Значи тоа е роман. Ја мораше негде да ги спојам. Добро. Ама да не издавам. Али окей, како и да е. Мислам дека има и други доволно елементи кои што се интересни чак и да издадем. Оно што е било битно за мене, например, они су биле луѓе кои што су биле без скрупуле за Македонија. Рецимо, он тргуваја оружје с грци. И у едну од негову авантуру, да го расширимо рамку, што е било инспирација за мене, што сам ја проучуваја за нема и зашто сам сакаја да ги дам пошто. И он чита грчки, знаеја да чита грчки, чита весник и гледа дека га тражи в грци.
И опишував го, корпулентан, крупан човек, со криви зуби, као, нели, face mark, нели, нешто посебно што може лесно да биде препознаено, и он земе и извади га зуб. Можеме ли ми да замислиме човека што е спреман за каузу или за своје убедување, или за оној што го прави да се извади сам зуб? Нема такви луѓе више. Значи, он се борија док да му го исече в главу. Глава му исечена, ми затоа не знаеме. Не го учимо, не го хвалоспевамо. За татковината. Мој хвалоспев е овој за нема и моја мало фала. И јас сум многу благодарен на луѓе што читав, затоа што ја не сум имаја никакви очекувања. Јас седна, познавајќи го и литературу, и Гроф Монте Кристо, и теорија на заговор, и македонску историја, ја го тој измикса и го приреди на мој начин. И луѓе го читав. И мислам дека е добро што ми пријавував дека барем за кратко се осеќав добро док го читав. Дека ги е убаво. Али Преспанско езеро пресуши. Ако некој читател на Загубената љубов на Марија од Филип Петровски, 21 век, 2025 година, е посакаја да иде да ga најде Змијски остров у Преспанско езеро. Царски остров, да. Не може више ни да дојде до njega. Пешки ќе отидев, не мора с чамац. Без диджеја. Пешки, да. Значи, тебе ти се измиксало све у подсвест, и мене ми тој укажува дека си имала голем впечаток од тој што си го читала, штом ти се е вратило како некоја таква визија и тагашња и сагашња. И тоа е за мене многу големо признание. Да, али највише морам да ти признам дека побуди у мене едно разочарење у изграден лик на Марију како аристократкињу. Па га тој не нужно, али у делови од читање, целу епопеju што го доживе. Дали ти изнервира тој малку? Не ме изнервира, него толку много го поистовети Марију с данашни Марije кои попрво бирав дечка с БМВ, него ли некој што знае што е кауза и некој што чита, еве да кажемо, лектире. Овој Петровски треба да биде лектира. Не веруjem. Стварно не веруjem. Не. Ја не те прашую за да ти веруеш или не веруеш. Јас знам, гледајте, втерче ми од знам, немаше друго па го. А плюс имам и пенкало вистинскиот избор. Тој треба да ги исправиш, да додадеш едно не напред, па да пишува не знам. Одмах ја напишу не знам. Они обично не знае. Али ќе дојдеме до тој. Одма сам додала, не знам. Ете, нели боле, нели сега поисправно? Многу поготово затоа што овако чопаво го држу пенкало, а убав рукопис имам. Јас сакаше на овој знам да додам иња, па да бидев знамиња. Бугарски, македонски на белу кулу, што Чакаларов не го доживеа ќосето. На белу палату немамо 16 крака сега. Немамо. 16 жртви има у Нови Сад, ами имамо над 60. Да збориме малце за компарација без за каузу и за револуцију. И за одговорност. За одговорност, jer у данашње време, у ту исту 2025 годину, апропо 1925 у Солун што се дешавало, ние имамо подпредседатела на владу кој испрати 11 автобуса за помоќ на Вучиќа, за подршку. Тако е. Значи, Вардарски Македонија, Пирински, Егејски, со овој иња и со знамиња не постои више, него више никој пое песму на Парни Ваљак, моје су заставе, исте бое, у њима љубав царуе. Што царуе овдека на Балкан? Овдека, прво можемо, јас с голему сигурност можу да заклучу дека партија не су дел од решење, него су дел од проблем. 35 години не успеамо да видимо некоја структура која е изворна и принципијална. Ми гледамо све повише и повише дека партија су збир на луѓе кои што има финансиски интереси. Ништо друго. Затоа немамо ни литература како што треба, ни музика како што треба,
ни културу како што треба, образование, сачувај Боже, има една ерозија и едно општо чувство на луѓе да не веруе во општество. Ми само ако ги погледнеме и бројке, тие што победива, тие што изгубива. Но најголема бројка беше на оние што уопште не се ни произнесуев, кои што мислив дека немав ни избор, кои што не ни сакав да бидев дел од овие процеси, викав што ме брига, кој сака нека влада. И таа една апатија не е случајна. Едноставно квалитетна понудува никакав. И не победуе подобар, него победуе боле финансиски организирана структура. Значи, ја не гледам, искрено кажано, меѓу македонски партија и америчку мафија, алкохолну, од време на Ал Капоне, не гледам никакво разлику. Ја не гледам разлику. Па чак што више и наши политичари, еве, ваш градоначалник, па и личи на Ал Капонет. У одредени црте, збору за килажу. Значи, како да кажу, што да гледам ја како идеju за подобро Куманово? Па ја го памту Куманово. Ја го памту кога беше Куманово град. Сега е постанато Паланка. Така да, немам коначен одговор што да се прави и јас сам од оние кои што више мислев дека што и да се направи е многу тешко, затоа што мафија е многу богата, извинјавам се, партија, или па ако сакате и знак на равенство да поставимо, едно исто е. Значи, ослободуев се осуденици у време на избори, подкупуев се гласови, поев се песми украдени од Босно за Максима Димитриевскога. Он место да биде скроман, прави диџеј забаву и микса, пошто он не победија за njega, не за тебе, не, ајде за мене не, пошто јас сум под другу јурисдикција, односно Скопје, али они се радуев за себе. Таман да кажу, одма си расположен, откако Орце ви ga исчисти град, доваѓаш, више немате ѓубре и согласно ти е да збориш за Куманово, Филипе. Контрер, денеска не беше исчистено. Не беше? Не. Ја мислам дека тоа беше само една пиар операција. У принцип, македонска политика се своди на сликање за Facebook и евентуално за Instagram и малку пропагандичка на терестријални телевизија. Тоа е македонска политика, а све ми се чини дека интелектуален дел се пресели на подкасти. Тие што малку различно размишлјав, тие што го практицирав слободу, нас ке не гледав свуда, нема да биде у вести у 7 до 7:30 ќе не гледав и денеска и јутре и прекјутре. Не дај Боже, у вести да не гледав. Да, тако е. Значи вести су негативни, пуни с зло, пуни с едну енергија која што те демотивира да живиш у овие простори, тако и да во нашата држава. Да, во вашата и во нашата држава никој не смее да каже северна, а сви се потпишував и кълнев у северну, А тие што не треба често го кажував, например, не новинари, например, не треба да го кажував упорно. И тие што кокетирав с власт. Али да интересираме што мислиш за популизам, jer овако е кад се слуша, доваѓа се до заклучок, односно до тумачење на дефиниција на популизам, која што увек е на страну на народ, а е увек против елите. Популистички све ово е некако делуе на крај на ден, па макар и на оние или чак што више поготово на оние неопределени или оние што не искочисва да гласав. Они највише се бунив дека и у подкаст има луѓе што га протежирав тој популизам. Затоа што еве га доказот пред некој ден. Зоранче, Зохран, Мемдани, Мамдани управо е популист кој пие кафе с билионери док носи Casio сат од $45. Тако е. Луѓе више не знаев што е левица, што е десница, забрависва на Берни Сандерса кој беше центрист, не верувајќи у негову, да го кажемо, каузу дека ќе зима од богати, ќе дава на сиромашни. Зашто луѓе се дрзнуев и кои су тие луѓе што се дрзнуев толку олако да ga коментирав Зохрана и да правив пародију на левичарство, кад не ги познавав доволно работе.
Моje мишење е дека застарени су више поделбе на некој левицу, десницу и центар. Најнови тенденција покажува дека скроз се менја приступ на политички елите у време на масовни комуникација како што су подкасти и социјални мрежи. Лично мислам дека политичари су више глумци, порано бесве интелектуалци, па нешто сакасме да сменив. Сега е доволно да го научив текст или да го прочитав и да знаев добро да го одглумив тој што ќе го кажев или сервирав нини пиар тимови. Пиар тимови се базирав на популизам затоа што тој су најлесни поени да се добиев гласови. И ми имамо еден абсурд да с популизам се бави партија или партија у коалицију, кои су и овие не знам, кои што су партија на елиту, елита да се земе со ограду, финансиска елита би било повишто, или моќничка елита, компаниска елита, и тоа е елита на компанија кои што су украдени у време на транзиција, кои што су биле државни, наши, сега су njeni, и сега они имав потребу од статус кво да си ги задржи в компанија, да Македонија биде изолирана финансиски и свакако од европски текови, затоа што туја може све. Така е да популизам е одличен како параван. Да го покриеме од наше делување, ќе скочимо с камиони, ротација, метемо нешто, а на 99% од место град стои ѓубре. Или ќе скочимо со знамења, ќе појамо заветну 16 краки сонца, на свадбу ќе дојдемо, ќе аплаудирамо у салу и тој завршува тој. Тоа е, например, на некој начин тражи се, бидејќи ја мислам дека е народ стварно под притисак. И он е растргнат. Он живи меѓу лажни ветувања и сурову реалност. И сега они му го наснимив тој реалност njeno, тај елитистичко-популистичка, знамења, све убаво, ѓубре се чисти, плате напредуе, бољи сме од све, и онда имаш сурово реалност која што не е таква. И онда они морав као дрога, како нова доза, све почесто да го повтарав тој. И онда се дешава овој расцеп, у кој што луѓе гледав дека нема перспектива. Али па можеш да ги излажеш. И јас за тој, да речемо, мој миниатуран одговор, личен одговор, ако себе може да се нарече интелектуалец, еве има и други начини да дефинирамо други модели, да дефинирамо други вредности, да ги раскажеме унутрашни борбе и да потражимо како поединци решење. Затоа што многу малце поединци како, да речемо, интелектуална додадена вредност на општество, учествував у креирање на општи политики. Учествував луѓе со лажни дипломи, с низак IQ, учествував луѓе спремни на све. Сем Вакнин у еден негов подкаст вика глупаци су предност. Зашто? Тоа е идеален подкаст, тој мора да се погледа. Вика, они су у предност свакако пред интелектуалци. Прво, вика, има ги повише. Друго, за нива нема етика и морал. Трето, они не се плашив од законски последици. Четврто, на крај, и размножуев се повише. Тако е да проблем. И сега, ако ги земемо ми сви овие елементи, а ја мислам дека Вакнин прилично паметен човек, има преко 500.000 фоловери на YouTube, он е глобално познат, а познат и туја. Туја често живи, разговара, појавува се во емисија, пишуваја колумни и така да беше му советник на Груевскога. И мислам, значи, дека ако он га е сватија тој, а тој су го сватиле и партиски јадра, тие што су епицентар на манипулација, онда они знаев како се дава одговор на такви луѓе. Пуштиш га, манипулираш га, сервираш му заветно, куде треба дадеш му брашно, пуштиш му го песму Максим Димитриевски. Исто и тај песма е дел од манипулација. Нели? Самото постанување на популарност, повторување, онда е тоа согласување на фреквенција и на вибрација, што мислам дека више ги знаев тие работи, дека се доваѓале и доваѓав пиар вешти лица од Израел, евреи, така дале, користи ги партија.
тај Тоа не е на лоза. мене познат. Тај лоза. Наравно дека ти е познато, али ако су глупаци у предност, онда куде су све тој предавници како некој си Ѓорѓи. Па тој су Многу у исту група. Петровски, многу суптилно га све тој не водиш Многу ги ликови читатели низ лик како го обработуваш на Има доста Ѓорѓита. ликови. Ја имаше проблем сам со себе од ликови. Значи мораше да правам мапу, да виду кои ликови куде су ми, за да не га изгубу трак, пошто има преко 25 ликови тој што се појавува. Немам ја проблем со Ја имаше проблем кога ga пишуваше. да Имам не ги проблем изгуб- со Ѓорѓита. Така е. Кој е пандан на Ѓорѓита у денешно време, у смислу на предавство? Па кој не е? Кој не е од тие што су на власт увек? Дали не е Заев? Дали не е Бранко? Дали не е било кој од оние 81 што су гласале за промена на име? Кои су обеќања за некои од ликови што ќе отиде во Атину, у роман? Златници? Тоа е у известно смислу модеран Коте од Рулју. Пошто Коте е бија они га викав грци се кота, си су му дигнале споменик. Он е бија соборац на Чакаларовога и они су биле илинденски војводе. И дојде в Грци и му кажев, еве паре, а твои деца ќе бидев меѓу елиту у Атину. И он се преврти и почиња да се бори за Грци. А не е бија Грк. Тако и да, овдека ќе га видиме у роман све оно што га ја гледам денеска. Јас сам сакаја само да дам славу на тие што заслужуев и да ги отсликам негативно некои кои што ги гледам денеска у тој време. Много... И исто тако сам сакаја да остави еден хвалоспев на неподелено Македонија. Тоа е за мене, како и за Ќосето, веројатно, нели, еден неостварен сан. Дали Ама док живи сан, не е завршено. Дали Ќосето во вика на Марију сага по или те сакам? Те сакам. Да? Да. Те сакам. Они не зборив на грчки. Преспала сам го тој страницу. Значи не зборив они на грчки, освен като он тој не е разработено до крај, он доваѓа у Атину, нели, представља се таму како богат. И јас сам сакаја, Атина е опишана многу детаљно, истражува го политичку сцену на Грчку републику, што се дешавало, имало е преврати, имало е елита формирање како туја. Па пази правосудни органи ме подсетива да. на некој денешно време. Не ли е све исто? Па стварно. Ама пошто е он богат, они се од njega сви плашив и сви сакав да бидев со njega. И сви сакав да бидев у негово друштво. И тоа значи он га сваќа практично наш главен За да лик, го победи елита, он мора да постане елита. Он постанува антидот или улаза како отров меѓу нима и ги победува. И тоа ја сакаше да го направи тој ради себе. Значи мораше да го направи. Ми морамо да изградиме едно чувство дека можеме да победиме. Ми никад не победуваме. Ми губимо знаме, ми губимо име, ми губимо јазик, ми губимо преамбул, ми губимо територију, ми губимо све. Никад не сме имале едно чувство си дадемо на себе за право дека може и да победиме. Сви су наши романи протераване од овдека, протераване од ондека, пам туга село од вамо, пам туга детство од онамо, овдека умреле баба ми и дедо ми, не сам се вратија никад. Ово е нешто друго. Јас се ќе ви издаду. У втор дел, кој што прилично добро напредува, веќе ќе имамо још по-офанзиву тематику, значи и Марија постанува водач на движење, Андон постанува дипломатски водач, умешуju многу дипломатски структури, сак веќе доваѓам у втор дел на своја и он ќе покрива од 24-5 до 44-45. Значи до оформување на држава. Они ќе доживив од длабоку старост да видив дека се оформува држава. Пошто кога се оформува Македонија 44-то, после прво заседание на Аснон, сви зборив за Солун. И они су сви спремни за нас Солун. После се дешава преврат. И сега јас сам зборија многу за овие историски елементи, у многу подкасти. И нигде не е оставило толков печаток
како овој роман. И јас свати дека ја тој што сакам да се го кажу, може да го кажу преку романи на многу посуптилен и поубав книжевен начин. И покрај тоа што не си имаја очекивања, не само од овој роман, многу битен момент за мене е тој што ипак си имаја наду дека ќе се остави некој траг, наду си за себе. Да, али наду си имаја и дека ќе дојде до публику, до читателску публику. Не сум сануваја дека ово ќе биде читан. Мора малце да си имаја наду. Не. Она се продаде за 2 дена, прв тираж. И јас се чудеш. Ја не можеше да постигну да одговори и да прату на луѓе. И покрај тоа што не може да се најде у Куманово, ја проверува? Не, нигде не може да се најде, само директно од мене. Затоа што требало би да биде у книжарнице и онда би требало да биде поскупа. Моја идеја беше да биде она доступна. Приступачно да биде, да не биде скупа и така дали. И она е веќе, ако видиш кој мене на профил од Чикаго, цела Европа, мислам дека стигна више и до Австралија, она има свој живот. Значи книга има свој живот неовисно од мене. И тој ми е драго, затоа што тој што е тамо, тој ќе остане и ќе биде и наскад ќе не нема. Како брод Пелагос. Значи и низ бурни времења наваѓа га пут. Да. Она више не е ја. Она е она. Книга е посебна. Она има свој живот. Да. И нека живи како што треба да живи. До сега 3 тиража. У јануар промоција и у Австрија. Веќе се наручени 100 примерока за Австрија. Предпоставljam дека после тој ќе почне и по целу Западна Европу. Што биде, нека биде. Нека се чита. Ја ќе дам од себе све што можам. Да не се чита. Све што само абсорбираја. Да не се чита више наслови. Да одекне негде Тодор Александрова дека саможивие и неслога су прв корак на уништување на еден народ, а дека од другу страну све мора да се, што викав македонци на македонски литературен, возобнови кога ќе се воспостави ред. Тако е. Ред. Реферираш на писмо Реферирам сега на историски документи од денешно време, кои што исто така си го наваѓав пут до читатели. Не збор само за филозофи, историчари и јутјубери, Така е. како нас. Писмо тој може да се најде каде мене на мој YouTube канал. Тоа е писмо кое што не е објавено во Македонија још увек. Извештај на Тодор Александрова од 1909 година, каде он у својство на просветнога инспектора од Скопје отише у Кочански регион. И он тамо ги гледа луѓе и запишува тој што га е видеа тамо. И тој се поклапа со Теофрастови карактери. Карактери на луѓе со нешто што се е најмалку променило. Све се менја. Технологија напредува, све околу нас, меѓутоа човечки карактери су исти. Што од Теофраста се опишени и ќе се најдеш у еден од тие колку со 20-25 карактери. И он га гледа тој. И он сак мене што ми е битно. Прво дека е необјавено, ја га проучи, га приреди на луѓе кои што сакав да га погледнев. И друго, освен што го опишаа Кочани, кое што е исто и тага и сага, ако погледнемо трагедија у Кочани и саможивие на луѓе, он го опишаа тој пред 116 години. Околу 116 години тачно. Значи, тој што го он видеа каде Кочани било и помало и да, било е у Турску империју, али туја е више ослабена власт. Осеќала се промена, веќе се успостављаја систем на едукација, не бија дел од тој систем, меѓутоа црковен систем е успостављан. Он го гледа, он гледа дека луѓе се аљкави, дека не се грижив, не си помагав, не се грижив ни за свој имот, не правив, собирале пари, не изградиле цркву. И он го тој запишае. За мене е битно, освен што дознавамо за Кочани, дознавамо за Оризари, за цел тој регион, дознавамо и за njega. А преко njega и за нас. Он се себе опишаа, дека он е бија еден друг тип на човек. Он е бија строг према себе, има едну вертикалу етичко и морални вредности што се му дозволувале тако да пише. Сега да се запише такво нешто некаква чиновника нема да остави никаков впечаток затоа што не е аутентично.
Зашто ги гледамо какви су. Прво, нити знаев такво нешто да напишев, нити ги интересира што се дешава. Не су свесни дека све што ќе се запише, било какав податок, анализа и да се остави како вредност останува, да можеме да го реконструираме тој време. И сега Док не се запали у некој подрум, Тако. дали на архив, дали на некој суд. Тако е. Често у Македонија два су најпознати начини на бришење на работе, поплава и пожар. И често се дешава. Било кој да истражи ќе види дека последни 30 години рецимо многу често се дешава на критични места пожари и поплави. Еве ја ќе кажу едну поплаву, односно пожар, па после беше одгасење и поплава. Кад се правеше општина Чаир, која што е финансирана од европски пари, и сега успоставля се нова власт, тој некаква ќе биду слободен, сакам да си го задржу право да биду радикален и екстреман, пошто не се обраќам на никога за гласови, не ми треба подршка и не ми е ни гајле дали на некоја му се допада тој што ќе го чуе. Јас сакам да го кажу тој што сам го видеа, па на кога му се свиѓа, окей. На кога не му се свиѓа, Не релативизирај, фолј, кажи. Значи, они го градив тој општину и сега се прави тај мајоризација на Чаир, пошто Чаир ги се даде на нима, да имав албанци општину, да се осеќав како газде у Скопје барем негде. И туја позади имаше бараке, ја беше так директор на градска библиотека, имаше сојуз на пензионери, здружени у баракички. Една од библиотеке Скопски 20 беше тамо. Не да се деси пожар. Еми зошто? Па да не смета на општину, не е убаво стари бараке и пензионери и све да доваѓав, като главни работи ќе се дешавав, ќе се договарав фалц маркице и куде ќе се градив зграде без имотни листови и така дали. Запали се, тој све изгаси се, сруши се и денеска га нема. Такој од прилика се прави в некои работи, затоа ја мислам дека чак и овај фантастична прича у роман, која што има многу и реални работи унутра. Да, и Бела Кула, они го запалиле, да нема трага. Остануе. Дали турци, дали грци? Турци. Она е била затвор. Да. Она е била затвор и имала е зидине. Имало е многу џамие у Солун, сви су срушени. Значи, грци кад доваѓав, они су брутални, успостављав систем на бришење на све. Па и затоа последно, кад гледа од Галичицу, кад гледа према езера и гледа према Солун, вика како што сега го вика Тесалоники. Значи, ја го остави референцу, како е било и како е. И ќе дадемо некои одговори како треба да биде, па макар у роман, кој како мисли, не се мешамо. Али давамо едну визија. Друг дел ке има. Овој уствари ќе биде овој трилогија, Петровски. Да не биде 5. Ќе биде трилогија. Да не биде 5. Ќе видимо. Ако ми даде Господ силу. Да, зашто сега? Па затоа што има многу проекти, многу правци. Еве, кажа на мој YouTube канал малку право историски документарни видео прикази со сценарија. Ја работам свак ден и не се стиза. Сакам да оставам некои работи што повише у едукативну сферу, па ќе видимо. Али втора е скоро готова, ако зборимо за нју. Да. Работа наслов Смрт во Марсеј. Односно ликвидација на краља 34 октомври од страна на Владо Черноземски. Приближавамо се до тој бонапартизам, ке има и оште тука многу интересантни ликови. Ке има многу ке има. Ке се умешав и руси, ке се умеша и Ватикан, ке се умешав и нацисти. Како и уве. Сви ке ги умешамо. Втор дел има прилично како да кажу филмски заплет. Не кажуј. Кажи што мислиш за Индиана Джонс малку. Кажи што. Нели они го тражи фарку? Тражив го. Еве еш едно нешто да кажеш. И наваѓав. Да, нели тражи. Змиско око у супу.
Они ќе најдев, а наши ќе најдев, односно ќе тражив копле на судбину ќе го тражив. Односно копле с кое што е убиен Исус, кое што се е сматрало историски кој го поседува дека ќе влада. И док го чува копле може да влада. Па нацисти ќе го тражив, оно нема да биде на Змијски остров, ќе биде у близину. Аха, добро. Али ќе биде у близину на Змијски остров. Интригантно. Да. Свака нација има. А можда и стварно тоа. А свака нација има некој копле или екскалибур. Свака нација има. И па тоа е митологија. Свака нација у принцип се базира на митови кои што се најчесто измислени. Најчесто се измислени. Ја неću ја неću овој да го читам книгу, ја неću да тој да биде мит. Ја некако посакую тој да биде истина. Све, да не биде фикција. Па еве дали мислиш дека најголем дел од албанци мислив дека некад у живот ќе помислив дека Скендербек прво не е бил албанац. Не. За нима е мит Скендербек, Искендер или Александар Непобедиви, како што се го викале турци, дека се нин. И тоа е тој мит. Колку од албанци помислував дека двоглав орал албански, двоглав орал српски со исти корен? Никој. Мит е побитан за едну нација него истина. Тоа е затоа што немав луѓе појма дека уште од време на источно и западно римско царство орли су биле тие што су го представлjalе поделбу. Али тоа е некоја друга површност. Тоа е некоја површност што е еквивалентна у денешно време на површност со која што ќе се прочита една вест у денешни со датумот од денеска пред Митровдан. Јутре, дека маđarски инженери заедно удружени с маđarски биолози направиле у целу Маđarsku Унгарију за овие што не разбирав што е маđarska. И дали Маđarska има море или Унгарија. И зашто има морнарица. И зашто има морнарицу. Дека се удружиле биолози и инженери и дека направиле осветлување по булевари и уопште по градови со светилке кои што у исто време со специјални вентилацијски отвори служив и како куќичке за птице, затоа што со помоќ на биолози дошле до сознанија дека многу су битни птице за уништување на инсекти кад ќе дојде време од определени подрачја на Унгарију. Така е. Некои работе, не некои, него веćinom работе ми стварно ги третирamo без разлike дали идемо и заокружимо за знам или не знам, дал смо гласачи или не, дал знаемо кој е Чакаларов или не, ми ги третирамо површно. Така е. Кад ќе престане тој? Па не може да престане, затоа што се спонзорира, односно стимулира површност. Ево пример на Куманово. Ја мислам дека овој бија извореден град пред 30-35 години. Има и културну сцену. Значи ти си стимулираа културну сцену. Имало е летен джез фестивал, имало е театар. Јас сам раснат у Кумановски театар, татко ми е работа едно време у бифе на театар с актери, с Колозовога, с многу од нива, од дете ме знае. Значи, тој време го нема. Значи, за мене е апсурдно и парадоксално што у време на социјализам и прва декада на слободно Македонија тоа е било многу поизразено, луѓе су биле многу с поголем габарит, барем тие што су биле видливи за остатак на општество. Сега су, како да кажу, у максимално изразен заговор на медиокритети. Сега е толку поразително, али толку поразително само од аспект на тој дека не можеме ми да им ga дочарамо тој време, нити на социјализам, нити на тие први декаде што ги спомна. Ми не можеме никад да им објаснимо на деца како смо живели и што е била култура за нас. Никад. Jer сега е дискусија главна, ако го Тамара Тодевска испушти строфу на химну, она е више дефокусира се јавност, па и омладина. И криво ми е што толку брзо се дефокусира. Она е више прогласена за недобру певачицу. Она више не е, она е персона нон грата
тако речи, не само на политички митинзи у кампању. Ако сега луѓе дискутирав за тој дали е Цеца још увек добра певачица, па макар се огрнала и с македонско знаме. Имам ја и за тој многу муабет за Цецо. Јас сум напишав 2 колумни за Цецо пред 20 години. Значи, можда е нов термин да го скувам, селјачизација на Македонија, а и на Балкан. Селендрити. Така, селендрити. Значи, не е случајна и не е дошла сама по себе. Тоа су проекти кои што су добро смислени. И Цеца кад ќе дојде, дали ќе стави бугарско знаме или пропелер, или 16 крако, или црногорско, тој не е затоа што она ги сака тие држави, тоа е затоа што њојам пиар тим во викал, вие су селјаци доле што те слушав, палив се на знаме. Нема бе у Велес селјаци, Филипе. Ама од Велес ли бева сви? Од цел регион иде. Да. Цеца куде иде, можете дошле од Ниш, можете дошле од Горно Џумају. Еве го одговор. А што правив граѓани велешани у тој случај? Не су дозволувајќи во да наступи. Велешани, не го викнава велешани, викнала го е општина. Да, значи, кој плаќа треба да се прашамо. Значи, у суштину, и сега она доваѓа, и она знае, земи знаме, запали го рају, земи си 100.000 евра и чао, пријатно. И она тој го повторуе. По 5 пута у годину ќе дојде у Велес, па ќе отиде у Прилеп, па ќе иде у Струмицу. Ово е за нима една добра нива, што добро раѓа. Они су земале до сега сигурно 20-30 милиона евра од Македонија, а пласиравни кич, простаклук. И тој проваѓа, затоа што кад се спушти фреквенција или моќ на расудување, или кад ќе ги навикнеш на тој ниво да го примав информација, што не е случајно, онда со тие масе полесно да се контролирав и с други проекти. Затоа што ја ти гарантирам, еве Цеца да дојде или не знам кој су тие што доваѓав Таировиќ, Маировиќ, и после тој да го пушти в заветну, ќе падне у несвес иста раја. Од српско на нели песму на Пепи Бавтировскога, што му го реално украдева. Човек умре у беду у Америку, нема са пари да го донесе. Ако бешам, нека изгорам. Да. Значи, але ако пушти в бугарско некој, онда проблем. Мислам дека тој проект на тој припитомување, испуштање на моќ на расудување и е прилично успешен. Значи, збориме за Куманово, да рецимо еве еден Стоилковиќ, кој што е сега вице-премиер. У време на референдум 91 година ја ги имам тие исечоци од новине. Он се радуваја дека у Куманово не успеа референдум за независна Македонија. Значи има негови изјави, он е бија тега подмладак на негову таму партију. Мислам дека е Сојуз на комунисти или не знам тачно. Да. Тој може да се провери. Комунистичка партија. Да. И он се радуе дека не е успеа референдум. И има изјави негови. Од тој гледна точку, како е можно тој човек да е сега вице-премиер? Значи, ово е земја у која што влада в абсурди, треба да се спушти критичка моќ на расудување и onda може све. Цеца е само дел од тој милје. Како да го спуштимо? Они го спуштива, ми треба да го смениме тој. Тој треба протест, општествен протест. Демократска ерекција. Пошто ја га гледам тој протест дека се дешава се у тие што не гласав и дешава се у тие 60.000 што гласава у Скопје за дечка од 29 години, кој што без рекламе бија кандидат, Мециновиќ. Значи, не е била национална рамка да ги стесни луѓе, него сви су гласале за njega како еден израз на нешто друго. Значи, они покажава, цела маса покажа дека сака нешто друго. Дали ќе му биде дадено, дали од тој ќе произлезе, дали ќе може да се капитализира нешто пошироко од левицу, значи некакво општествено, инклузивно движење, да се соберев луѓе кои што размишлјав поинаку. Неќу Цецу, сакам джез фестивал или сакам
успешно Скопје европски град на културу. Тој сака. Значи, тој израз, односно тој процент може да се канализира. Како што постои начин да се спушти ниво на вибрација и да се оглупив луѓе, постоев проекти како и тој да се смени. Сега, кој да го направи тој? Ја искрено не знам. Нити сакам да знам. Јас сакам да се пишувам книги. Ако ми дозволите. И валјда е доволно и тој. Пази, ако ми дозволите. И пак е публика, нели? Зборимо, не знам колку луѓе ќе гледат од Куманово. Па гледе, вика најмалце, оние што су најмалце компрометирани у сви овие процеси, ајде да ги кажеме обштествени, увек се окривува в себе. Значи, најмалце кои су компрометирани, или тие што не искочив да гласав, или тие што ќе го поништив лишче. А оние што имав увек грижу на савест, приметирали си дека они после победу увек повикуев или на обединување на партију, или на освету. А сви други, много лесно Петровски забравljав. Или се трудив да се прикажев у јавност, откако ќе заврши све, пуштав ги ботови и с нjeну помоќ трудив се да не убедив дека никад не ни чуле за Александровога, за Чакаларовога, за предавници. Што ми у тој целу масовну хипнозу, а од другу страну с превише информација што им се пласира в инстант на млади, како ми можемо да се уопште надамо, освен преку овакви алатке, дека можемо да допремо до нима, да покушав да сватив кој е Мециновиќ, кој е Диро, кои су они сами. Они немав појма кои су они. Па еве гледај, Диро мисло 15.000, а овој Мециновиќ над 60, и други општине, рецимо Стевче 10.000, Укочани 5-6.000. Тие кои ги собереш, тоа су над 100.000 гласови кои што су биле не против, не абстиненти, него активно заангажирани у релативно непознати, неискомпрометирани или, ајде да кажеме, у наводници други кадри. Добро, Стевче одступа од тој, пошто е дугачко време на сцена. Меѓутим, пази Куманово, мислам дека преко Диру и тие негови 15.000 гласа има залог и обврску према будучи избори. Значи, јас збори за njega, нешто спомна у тешки муабети, нели, у вторник сам таму редовно гостин. Ја го проанализира Куманово и лично мислеше, и још увек мислу дека би он бија бољи градоначалник на Куманово. Иако идеолошки ја и он се разликуваме како ден и ноќ. Бок и Шекерџија. Па да, ја и татко му смо биле пратеници од 98 до 2002 Белчо, нели, познат. Татко му беше, да речемо, да не ме свати погрешно, ама моќан у Куманово у тој време на транзиција и пред пропадање на Југославија. И ја го знам човека, они су, нели, од Сојуз на комунисти СКМ па до СДСМ, али они пак бија бољи кандидат и добија 15.000. И мислам дека тие 15.000 сега су му обврска, он сак не може да и не смее да престане, затоа што па тие 15.000 су градски 15.000. Не су од негде, не знам, од 30 км од Куманово со вреќу брашно. Предпоставljam, сак ја немам 100% информација, меѓутим гледам да сам квалитетно информиран. И мислам дека су му тие одговор на Куманово, сасвим ирелевантно може да не биде на други избори Диро, меѓутим тај маса тражи нешто. Може биде и он, може биде он плюс некој. Све док тај маса не тражи моќ. Не, овај маса е тражила нешто друго, различно. Добро. Значи, они не су имале рекламе, Мециновиќ немаше представување на телевизија, он е правдан и без свакако партија, дечко е 29 години,
обратија се на млади преку социјални мрежи, преку рил. Они малку се нервирав у левицу дека ги викав Рилс партија, а ја мислам дека они треба да су горди, зашто они го открива момент на зародиш на нешто ново, дека може да ги срушиш традиционални телевизија, корумпирани партии, дека можеш да срушиш и своја номенклатуру, идеш и ти викаш јас сум дел од решение. Овие други су дел од проблем. Чак сам и ја дел од проблем. Јас сум објективен. Јас сум дел од проблем. Ја не сам Ти не си дел од проблем. Јас... Ти си многу често проблем. И плюс сам проблем. Али сам 15 години не сум потражија глас и нема никад ни да потражу. Мене ми е сасвим доволно да понуду некои дополнителни гледања на нешто. А они су дел од могуќе решења. И како такво, још и вчера, треба да седнев. Ја мислу дека да седнев и у Битола имаше јаки независни листе. У Центар имаше јаки независни. Они да седнев, да направив еден семинар. Малко можни излезни решенија. Нели, да не бидеме у клауд с разговор, него да бидеме можни излезни решенија. Они сви, јутре да седнев на консултативен састанак, куде било, со 100.000 гласа. Тие 100.000 гласа су, ако се канализирав и ги се даде платформа која очигледно мора да биде надвор од партија, мора да биде интелектуално и граѓанско, па и народно движење, платформа која што ќе каже, чекајте, ми сега доста више, доста Ал Капоне стил, доста не знам, доста ово е, доста Северна Македонија, ми нудимо сега друго нешто. И тој може да се изработи. Они ќе бидев, убеден сам, сериозна сила на наредни избори. И тој мора да го направив. Они сега не може да кажем, пробамо ја, готово, чао, не са, 15.000 гласа од Куманово. И тој од Куманово, наспроти, не знам, 16.000 од куде не, од 20 километра од тоја. Еве го решение. Значи, народ сака, граѓанство сака, големи градови сакав, луѓе од град, сакав луѓе едуцирани, сакав луѓе кои што су неиспрљани до сега, кои што су могуќ дел од решение. И може тој да се мисли и на промену. Чекај сега, Врати ме куде сакаш. Прав момент е, не да те вратам. Ти го водиш емисија, не ти се мешам. Да те подсету на Андо на татко, што му кажа, идеализмот, синко, запамети, ниту во оваа војна нема да победи, туку парите. Така е. Значи, тоа е мој одраз на тоа што го гледаме и денеска. Кој победи на избори? Победива, тоа ги кажамо, добро организирани, финансиски подкрепени, од олигархија поддржани, од фирми испокрадени партија. Тогаш? И тогаш... Или што викав Куманов? Так, што ќе биде так? Ово е решение. Значи, може да се спротивстави, затоа што он му оставља нели писма, нели како су делувале војводе. Писмо од апостола до Петковога до бегови на Солуне аутентично, тоа е на 123 страна. Значи, комплетно, тој не е роман. Значи, извадено е од историја, е ставено, ја имаше проблем како да го уграду, пошто таму има многу јака порука, дека ВМРО како организација е тој да го заштити народ. Тоа е сакми што можеме у денешен контекст да го разработимо. Значи, они викав, народ га тормозив баши бозуци. Они му пишуваат на бега или на овога од не знам. Што ми се свиѓа, тоа е сатрапи. Тако е? Да. А тоа су вампири. Дракери, што су крвопици. Сатрапи. И они му викав, слушај сега, ситуација е таква. Да те предупредимо, ми да ги смириш. Ако не, ќе ги утепамо. Ќе ги убиемо. Они кажува, ја го читам писмо. Викам, ова е неверојатно, ова су луѓе кои што су над луѓе у истински, нели, како да кажу, ничански смисал у однос на нас. Ми смо се смалиле умеѓу време. Много. Не можемо ни зуб да се извадимо за каузу, нити па можемо да му пишемо на бега. Кој да е бег од денешниот смислу. Значи, тоа су луѓе
кои што сакам да ги извлечу од негде изгубени странице онлайн или офлайн од некој библиотека и да ги ставам туја за да го дадемо да го исцртамо скицу како треба да биде. Туи су доста одговори кои што може да се издестилирав какви треба да бидев будучи лидери или будучи првенци. Профилација има профилирање на ликови, али у сви нима нигде не мога да го сместу Груевско. А нема га njega. Не мога да го сместу. Нема. Не сам ни мислија на njega. Искрено, мој контекст беше малку поширок. Сакаше да те прашам, сеќаш ли се на негови задни речи упутени пред до тебе лично, пред да пред не да извади зуб, него пред да се скрие у гепек. И мамо ми големо кавго. Допцување. Значи, тој беше пред конгрес у Баландово. Еве за кумановци. Значи, ја му го кажа следеќе. Сакам да се кандидирам и мислам дека треба да се кандидирам, луѓе су ми туја, подршка е туја и јас сум изворно ВМРО-вац. Али не може, ја му викам да го закажеш ти конгрес за 3 недели или 4 недели, јас сакам да објавам книгу с моја програма. Сакам да отиду у сви комитети да го представам книгу. Сакам да има демократски избор, сви могучи делегати или чланови да имав увид зашто би гласале за мене или за другога, да има демократски надпревар. Ја виде дека тој го нема. Друго ја му го кажа и следеќе. Пуштили ме, викам, пред Државна изборна комисија да го нападну америчког амбасадора. Направили го тој, направи го, послуша го партија. Изгорели ме, изгореме. Спајали сам 20 дена у зиму у шатор и штрайк с глад пред собрание за овој партија, да. Лепиели сам плакате за Љубишу Георгиевско еш 94-то у Куманово. Носилели смо беретке, прошлили смо све прошле. Па сега ја мислам дека тој треба да... А кој е, викам, Мицковски? Никој не го знае. Добро, сега го знаев сви. Да се замислиме у контексту 2017. Протежирате го зашто? Затоа што он е туја за да пројде промена на име. Ја му го кажа све отворено. Да пројде промена на име, да пројде промена на устав, да си поќутив и да бидев наградени. И тачно тој се деси. Океј. Добро. Добро. Борба не завршува. Барем не у моју визију за иднину. И тај борба со сега Диро, Мециновиќ, не знам, они су, значи не морамо ми директно да бидеме инволвирани. Наша вибрација е доволна. Наша позиција е доволна. Позиција на тие 15.000 луѓе у Куманово е доволна. Јас све некако мислеше дека како Чакаларов што му кажаа на Андона задни речи, што и да се случи со мене, со ВМРО, во твоите вени, секогаш ке струи исконската сила на овој народ. Ја мислеше дека Груевски такво нешто ти кажаа. Не, Филипе. Не. Груевски најголем проблем е што он не е туја, ми треба да поразговараме отворено пред јавност за некои работа. Ја мислам дека била е трговија. Значи промена на име за Гепек и Слободу у Маđарско. И Груевски сака да го имитира Ванчо Михајловога. Ванчо Михајлов е живее повише деценија у Рим, у екзил. Груевски, еве, нели од таму ни дели ни памет, пишува ни статуси, кои што и не ги ни пишува, он ја знам ни кој ги пишува статуси, посебно тие што су за историја, пошто препознавам го рукопис на еднога професора, али не е важно. Океј, ангажиран е за историја, сака да помогнае ми и на мене, помагае као премиер, значи, нели, што е било добро, али на крај бие знаеш како крава пуни го, тој и на крај ритне растури све. Исто е. Зашто на крај кад су тргувале за промену на име, тој не смее све да го дозволев. По мене, ја не викам дека сум управо. И не ме не интересира дали сам управо или не. Ја го кажувам мој став. Не смееше тој да се дозволи. Енде. Добро, затоа га njega сега компарирамо со Ванчо Михајловога, а тебе сакала би како Јане Сандански, кад улазаш и у Тесалоники и у Скопје, да ти викав Зито, Зито, ура! Он улегнае прв у Солун
И кад кажаа слободна е Македонија, дошли кажале му, ако го спомнеш Македонија, ќе ти одлети глава. Значи, ништо не е сменето. Има го тај слика од штаб на ВМРО у Бело палато, у салу за централни комитети, како улаза он у Солун. И тоа е една исто епска слика. Да. Жал ми е што многу од тие слики не сам ги представија, иначе роман може да ќе требаше да има 5000 страни и немаше никад да го завршу. Па затоа се определи за компактну верзија, па го пушти и сега она има свој живот, па ми враќа пингаме назад да виду која вибрација да го продужу. Ја увек може да го уграду уназад и тој слику наредни романи, како што е градено Апостол Петков, пошто тој се дешава у минато време. Да. И имаше проблем. Ама јас како сакам да го уграду. Да, евидентно беше тој. Не, јас сакам да ми кажеш, Филипе Петровски, дека овај книга ќе има the end. Среќен happy end, тоест. Дека овај книга ќе има среќен крај. Не може да обеќам. Алудирам на Македонија. На нашата татковина. У втор дел може, ама тој ќе биде привремено среќен крај. Не постои нешто што се вика привремено среќен Од крај. тој перспектива Или ќе се земев, постои. Затоа што или ќе изродив деца, што ќе знаев што е тој кауза, или ништо од гесло слобода или смрт за Македонија. тешко задача ми даваш. Многу е тешка задача. Молим Низ лепо. моја перспектива. Фала лепо. Иначе, ќе има привремено, планирам, значи работно да го завршу на прво заседание на АСМО. Тамо се чувени зборови на Брашнаровога, каде што он како најстар делегат го отвара тој собрание, кој што звонив и до ден денеска и има ехо, каде што он збори дека се скида 9 векован срам од после пропаст на Самуилово царство до тој 2 август 44, што е нели нов Илинден апропо 903. Или можда и треќ Илинден, пошто ми спомињамо и пораз на Филипа врз Атињани. Да. Тоа е напишано Атињани, а не грци, пошто нема грци. Примети. Значи, многу сам пазија на сви работа. Но они го јас сам го имаја оригинално у руку сам го држаја говор на Брашнаровога, значи оригинал. Јас се сеќам споен со тој, бидејќи тај вибрација, тај магија на хартију, на тие зборови е за мене многу значајна. Јас сам издаја едну едиција серија на документи верни на оригинал. Значи може да се најде и да се купи. За мене е поразително. Јас сум бија пред 10 години директор на архив. Нигде онлайн га нема аутентичен говор на Панко Брашнаровога. Дан денеска. Тоа е нулта точка. Значи прва секунда на воспоставување на модерна држава. Значи они се собирав, не случајно се собрале делегати. Биле су делегати од сви три дела на Македонија. И мало е делегат од ВМРО. Значи специјално делегат од ВМРО. И они се собирав, стављав ги знамења, знаеме како изгледа. И он го отвара као најстар члан. Тој голем момент, тој голем настан. И он почиња да го чита свој говор. Тоа е прва секунда. Нулта точка. Дженесис. Бог реши да го создаде човек. Они решива да го створи в Македонија. Прв официјален документ с печат, сачуван, чува се денес во државен архив. Онлайн га нема. Нема га нигде онлайн. И јас седну, па га прекуцам и га ставу на filipetrovski.mk. И само куде мене га има. Па нели е срамота? Ти викаш држава направим, држава наша, овој било, тепамо се, 1000 години историја. Не е срамота, пацови ви летив таму овој по улице ви. Прво треба, ти слушај ти Филип, ти не ги знаеш приоритети. Прво ќе га изчистимо град, ќе изнесемо механизацију, ќе отидемо на лице место ден после избори како Димитриевски наш, у наше Куманово, и како ваш сега орце. Од не знам ли? Кандидат. И двојицата би кажала дека су од не знам. Па сви не знаат, генерално не знаат. Прво треба да се изчисти град и да се светла, да се рефлектори упалив
на нину Дека се чисти активност, ѓубре. на нину активност на терен. Остави ти дигитализацију и на администрацију и на општине, па камоли до Брашнаровога, пола и повише од нима. Што се ти за нас? Ти стварно си забравија како се живи у Куманово. Па пола и повише од ВМРО-вци, Кумановци нема поема која бија Брашнаров. Види, онда треба се прекрсти титула избор за прв ѓубраџија на градот и нека собира ѓубре. Види, онда се разбира, онда смо на добар трак. А на твој профил, Тоа е ниво. нек си читав луѓи што Да. сакав да дознаев. Подаци, пази, историски, фактографију. Не збориме дека за македонштину. Ја не сум била член на ВМРО, ма и јас сум... Луѓе што не го знаев историја, осудени се да го понавljав како фарса. И тој ни се дешава. И затоа Ева сега чека, историја се понавља или понавља се. историја го пишува победник? Одлучи се. Куде нас ни се понавља како фарса. Цело време како спирала на пропаст. Ја го тако гледам, како историски процес. Сега, втора книга, веројатно ќе го веројатно с те говор на Брашнарово. Затоа што тој е момент на триумф. И тој е, нели, хепи енд што ми ga тражиш, има ga. Меѓутим, одма после тој хепи енд, јутрето ден почиња пропаст. Пошто сви они ќе завршив на Голи оток. Епа, док едни врата не се затворив, други не може да се отворив. Отворила се врата за пекол за нима, затоа што се сакале да го обединив Македонија. Значи, свечано И си мене Груевски обеќае. кад ме прашува, ја ги гледа, нели, како директор, и ги објави црни страница на УДБУ или тие досиеа политички мотивирани, углавном против македонци. Има и против албанци, али генерално против луѓе што су биле десно у каузу и за обединету Македонија. Ќе ми вика дали да ги објавиме и тој му давам кредит, значи тој е бија на висину на задачу, прифати ga мој предлог да ги објавиме. Вика зашто да ги објавиме? Ја 6 месеца ги чита и се, значи, као подготовка за емисија, подготовка за средбу с премиера, 6 месеци прочита не знам колку. 10 кило ослабна од тоа што сам ga читаја тамо. Јас сам бија до, не сам гаја да еду што сам читаја, што су ги правиле на македонци. Ја еду каде njega спремни папки. И му вика, и исто, тој. И вика, зашто треба да ги објавиме? Викам, зашто кога ги читам досиеа, една работа не ми е јасна. И се тој драмска пауза, он не гледа. Зашто, која работа? Не ми е јасно како имаме држава. Значи, историја ако не се познава, повторува се како фарса. Не импровизирам. Кажуете лични искуства. Немогуќе е да ти градиш државу и да се удараш у груди со сасном, а нигде да ga нема говор на Брашнаровога. Пошто тој говор е с друг јазик, има и други букве, има и други зборови. Тоа е архаично кажано. Да не улазам у тие детали, пошто ќе отвориме 300 други проблеми. Пошто после има како сам мирна, не требаше да не е грчки случај. Не е грчки. Чуту си. Некој викав старословенски, други викав да не су бугарски, не улазам у тој. Пошто после доваѓа комисија за јазик. Па прва комисија дава оставку, па доваѓа друга комисија, па се уведува в некои чудни зборови. Па доваѓа Милка Планинц, па га прашува нешто Тодор Живковога. Има тој. Има сваш. Можна за треќу книгу. Боже, Али крај нема. Крај нема. И затоа викам, јас сум дел од проблем. И ја у моју сферу на проблеми ќе си го терам работа на мој начин. Ете ги нови луѓе што добива кредибилност. Аплаудирам, искрено. Значи, не се согласую с идеологија, али аплаудирам с одлуку на граѓанство. И тој не само граѓанство у општо смислу на држава, него граѓанство од градови, дека сака нешто друго. Еве, дечки, нека гради од тој. Ако нешто некад ги треба да ги раскаже некој приказно или некој општу теорија, ја драговољно. Иначе, у njeni руке е, нели, ток. Овдека имаме еден чудотворен тоник
За лице, ич не си остареа, ослабен си био тој што си го читаја од тие удбашки досија, али... Тоа е дугачка приказка, можда за второ подкастрување. Ама тематски ќе го направиме. Одлучи некако спонтано, хардкор тематски да го направиме тој. Ово е тоник за лице што не значи дека имаш брчки. Не, ово е како кад ќе го прочиташ, кад ќе го некој прочита Загубената љубов на Марија, па до негде и кад ќе го прочита од Паскала Брикнера демократску меланхолију кој што западнасме у последни неколку декаде. Ово е регенератор за лице. Браво. И да спречи од Хидролабе, од наши стручњаци кои чуда правив кад се дехидрира од глупости на политичку сцену, да не пиемо толку воду, да имамо еликсир демократски. Благодарам. И да не размислуваме за тој дали е комунизам странпутица за некој нов капитализам кој го живимо. Како се вика странпутица на македонски? Што знам, слеп пут. Странпутица? Или пат кон никаде. Пат што води кон никаде. Накај никаде. Наш македонски език е описан. Ми немамо зборови што одговарав збор да се преведе со збор. Морамо описно и затоа мислам дека е чак и наш јазик посовршен и треба почесто тие описи да се користи. Пошто повише зборови прави јаш поубаво слику. Нашиот јазик има многу предлози, затоа немаме падежи. И затоа предлагам во тоа име да го користите овој тоник. И овој серум не ти го давам, овој си е за мене. Пошто јас сум жена у години и морам да се хидрирам на тај начин. Значи, овој су ни пријатели од Хидролаб, а пријатели твои од Куманово, те сега очекував не да пушиш пуру и да пиеш виски и да се занасаш како елита, jer ти тој никад не си бија. И нема ни да бидам. Нити па да бидеш популист и да збориш, да ги вреđamo и да ги оговарамо оние што зборив против елиту, него да разговарамо за некои нови Марију и Андона. Чакаларов више такви луѓе еден пут се раѓав у кој знае у колку години. Али Марија и Андон има шансе, Филипе, да се родив понов. Ја гласам за тој. Или барем ти да ги оживиш. Ако вреди мој глас. Ја ќе ги оживам. Они су живи куде мене, ја ги гледам у главу. Свак ден имав многу, у втору книгу имав многу сериозну преписку. Пошто она е у Вашингтон, лобира, а она ga известуе од терен, она е главна хероина. Ако овдека беше делумно негативен лик у љубовну сферу, у вториот дел го презема, па да речеме, улогу на можда и чак и на Ванчо Михајлова, организира ги сви операции. Али не ќе да кажу поише. Не, молим те, и за нjenога, уствари за њојнога сина, не ми кажуј ништо. Важи? Да се видимо па. Можда кој нема да зборимо за удбаши, можда ќе зборимо за некои нови Зохрановци и за тој како се третира они од македонци. Можемо, све можемо. Фала за покано. Много фала. Не сум зборија Кумановски оволко, кој знае од кад. Таман да ти кажу. Не знам дали ga положи Кумановски испитување. Овој не, имаше некои испади, например, но, бидејки, ама не ти зимам за зло. Значи 5 минус. Овој не су, надам се дека овој не бества тешки муабети преко дијалект. Не. Ке го разбере луѓе порку. Не знам, мој мозок функционира као лента. Што сам пропуштија не знам. Пошто ја идеше нели у позадину на зборови, слики да ги пушто како зборови да дојдев до луѓе. Па со среќу нека вие Кумановци. Баш, ке ни треба многу среќа. Фала многу.